Драги пријатели, добро вечер и добре дојдовте во новото издание на проектот на Македонската радиотелевизија за зачувување и афирмација на македонската забавна музика. Сите наши песни. Добре дојдовте. Добре дојдовте и од мене. Прекрасно е да се гледат млади, возбудени луѓе зад сцената, а уште попрекрасно е да се гледат три пати повозбудените мајки, тетки, стрини, војни, комшики, пријателки од клас. Добре дојдовте на финалето на Сите наши песни. Конечно успеавме да го смениме Диме. Ви се допаѓа новиот водител на Сите наши песни? Диме, кој беше Диме? Подсетиме Диме. Диме, Тоа е едно плаво високо момче? Не. Димитар Атанасовски е многу згоден, шармантен, насмеан, зборлив, фин со нашите кандидати. Така беше публико? Во првото издање на Сите наши песни, член на жирито беше мојот машки родител. Во последната сум јас, но ви ветувам дека мојава емисија ќе трае многу покусо. Ова е нашиот прв член на стручното жири, мултимедијално талентиран Игор Џамбазов. Може да си одај? Не може, тебе ќе ти припадне честа. Кога станува збор за убавата македонска забавна музика, одрасна со неа. Да. И буквално кај нас дома се правеа корепетиторски проби, доаѓа сите пеачи познати, уште во 8 часот наутро. Мајка ми ќе ми свареше кафе, маестрото работеше со нив. Така да, создавањето на песните, слушавме, бевме возбудени, опчинети, просто ни беше неверојатно дека дома ни дошол Драган Мијалковски, или Нина Спирова, или Љупка Димитровска, или Сашка Петковска. Легенди на македонската. Златни времења, но ова е голема шанса да ги вратиме тие златни времења само со овакви проекти и голема благодарност на македонската телевизија што им дава шанса на оние млади зад сцената на кои можеби никогаш никој нема да им даде шанса. А за еден таков млад кандидат, време е да го поканиме на сцената, ќе го најавиш ти, Игор. Може. Убав, шармантен, згоден, врв на што? Врв на високите штекли. Може. Димитар Атанасовски, поздравете го, ве молам. Сака да те видя, кога погледнеш ти ме бода тилјада или о како поглед, пита се дали со поглед. Убавице ладна, чекоро кој е така одмерен, по некој туден ден би разредил се, о како ли чекор, му нема преко, а ти си ладна. Ладна. И високи штикли, црни чорапи се вртам ако треба и по 100 пати твојот лик ме прогонува. Се насмеваш и ми се присторува. Сите те гледат, со поглед стрелат, а ти веќе не си.
гордо гледам само пред себе. Отворуваат горат, а ти си ладна. Ладна. Гледам јас, стојам и се чудам, за таква риба сред ног се будам, забележуваш, се животот пометуваш, а ти си ладна. Ладна. И високи штикли, црни чорапи се вртам ако треба, и по 100 пати твојот лик ме прогонува, се насмеваш и ми се притворува, сите те гледат, со поглед преват, а ти веќе не си. Сите те гледат, со поглед преват, а ти веќе не си. Ладна! И, драга публико, дали ви се допадна настапот на Димитар Атанасовски? А сега, како што е редот, еве ги и поените, ве молам. Значи... Праши ги за коментари прво. Не. Те молам коментари, Не. сега да слушнем. Вау! А ти што мислиш, дека им лесно на нашите кандидати? Сега одиме кај... Ке се вратиме ние кај главното стручно жири, ама имам уште едно главно стручно жири. Дами мои! Иако се многу субјективни. Тоа си се договорил со нив? Не сум се договорил. Значи, Ана, Сара, Јулија, ми изненадивте. Подготвивте други оценки, ве видов пред малку, ама затоа Не, сега... оцените се за нив, затоа што за небе, они јас ке Така звучев е. како да ти објаснам. Аплаузами. А сега е вистинско време да ги поздравиме оние тројца прекрасни луѓе. Немојте, Мери, немојте, оставете ги. Оставете ги, апропо поените ќе поразговараме ние уште еднаш, затоа што на нивните монитори од првата емисија па до денес имаат поени од 1 До до 10. Да. Твоите поени ги видовме, а ги видовме и поените на сите оние наши изминати кандидати. мислам дека ова се поените во за минатите публиката. емисии. Не знам. Не, публиката ни е одлична, одлична е публиката. Како и да е, време е за представување на првиот член од стручното жири, да започнам јас. Те молам. За Игор Џамбазов нема што да се каже. Еден и единствен, мултимедијално надарен, Вак. човекот кој вака убаво се смее, човекот кој досега има милиони еден проект направен и кој така убави Може да кажам зборови само кажа јас за тебе. два-три Ајде, збора. повели. Човекот кој што всушност ја представува уметноста во Република Македонија. Бре. Пее, глумец, шоумен, единствен шоумен. Човек кој што навистина покаже и докажа дека интелигенцијата може да се покажува и во Македонија без оглед на сите услови и без оглед од каде потекнуваме и какви услови имаме. Ако те бива, те бива. Те бидува. Игор Џамбазов уште еднаш. И сега мене ми припадна честа да го представам вториот член на жирито. Станува збор за дамата која што дефинитивно беше главниот иницијатор за овој проект и која што благодарение на неа добија можност младите аматери пејачи од Македонија да стапнат на оваа сцена, придружувани од Биг Бендот на Македонската радиотелевизија да влезат во проектот наречен Сите наши песни. Дамата која што стои позади многу проекти кои што дефинитивно се уште се зборуваат и се слушаат и се гледаат на Македонската телевизија. И која што трепереше со срцата на сите кандидати, Не, почнувајќи вака од вика. аудицијата. Како 6 месеци живеев со овие деца, што значи дека е многу сентиментална и сигурно од септември ќе ни даде некој нов проект пак да правиме. Добре. Или ова не требаше да го кажем. Требаше. Главниот уредник на забавната редакција во Културно-уметничката програма. Културно-уметничката програма во Македонската радиотелевизија. Прекинаме буниш. Ајде. Мери Попова. И третиот член од нашето стручно жири, човекот кој е вистинска легенда на македонската музичка сцена, човекот кој што одлично им ги пренесува, ги откорнува душата и ги пренесува на публиката и убавите македонски забавни песни, и она што се вели комбинација од старото и новото, и македонските народни песни, човекот чиј што живот е музика, Ристо Самарџиев. И сега, Диме,
Ана, Сара и Јулија. Ана, Сара и Јулија, трите наши прекрасни граци, ве молам дайте еден огромен аплауз затоа што тие денеска се четвртиот, петиот и шестиот фактор на нашата жири комисија, што значи дека овој пат ќе биде работата многу густа затоа што ќе имаме 6 члено жири кои што ќе оценува како ќе настапуваат нашите кандидати на оваа сцена. А како ќе настапуваат нашите кандидати? Ние со нашето стручно жири ќе поразговараме малку подоцна, чинам дека е вистинско време. И ти да се одмориш. Време. Збори се. Јас ќе се зборувам. Ги најавуваме прекрасните млади луѓе кои вечерва ќе се обида да дојдат до вашето срце, да ги освојат поените на нашето прекрасно стручно жири, затоа што вечерва го бираме финалистот во сите наши песни. Поздравете ги, ве молам! Дами и господа, вечерва во големото финале настапуваат Александра Јанева од Струмица, Ален Хасановиќ од Прилеп, Мајко моја роди ме, уште еднаш после се, толку многу сакам ја, животот е само час. Мајко моја роди ме, уште еднаш после се, толку многу сакам ја се. Ангела Ѓуричанин од Прилеп, Тања Кајнакчиева од Струмица, Гонце Ѓоргиева од Струмица,
Nataša Sedlovska od Prilep. Това беа нашите кандидати кои вечерва... Това беа нашите кандидати за прв пат вечерва на сцената. Еден прекрасен микс со биг бендот. Само колку да предпоставите дека ќе биде многу жешко вечерва. Мене веќе ми е жешко, дали дека се запатив како конј додека трчав на сценава и пробав да направам нешто или заради тоа што има заради високите штикли и црните чорапи. Да. А или поради фактот што вечерва ќе завршиме и ќе треба да го одбереме најраспеаното тимче или најраспеаната општина во Република Македонија. Ајде да не должиме многу. Да. Може ли? Па може. Може ли? Нема, ќе изостанат оние часови по историја на македонската забавна музика. Не, емисија да пројде без историја. Не е фер. Може. Ќе пројде затоа што време е да го најавиме првиот кандидат кој вечерва ќе го скрши мразот, нема да му биде лесно. Единствен кандидат е. Така, станува збор за единственото момче вечерва, кое ни доаѓа од општина Прилеп. Поздравете го, Ален Хасановиќ! Ти плачеш и гориш, за разделба збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Ме оставаш мене, за друг да те земе, не те давам светот мој. Кажи да постои друг во животот твој. Очекувал се јавиш ти, но залудно се надевал. Викни ме, знаеш дека свет си мој. Сврти го, мојот број. На 2, 2, 3, 3, 0, 5, те чекам, драга, јави се. На 2, 2, 3, 3, 0, 5, поварај ме. На 2, 2, 3, 3, 0, 5, те чека еден на свет. На 2, 2, 3, 3, 0, 5, поварај ме. Залудно се надевал. Викни ме, знаеш дека свет си твој. Сврти го, мојот број. На 2, 2, 3, 3, 0, 5, те чекам, драга, јави се. На 2, 2, 3, 3, 0, 5, поварај ме. На 2, 2, 3, 3, 0, 5, те чекам. На 2, 2, 3, 0, 5, поварај ме. На 2, 2, 3, 0, 5, те чекам, драга, јави се. На 2, 2, 3, 0, 5, поварај ме. На 2, 2, 3, 0, 5, те чекам, еден се на свет. На 2, 2, 3, 0, 5, поварај ме.
ја го утнав, што ти е Малку на крајот. Малку на крајот, ама мислам дека одлично ја започнавме оваа вечер и ја размрда публиката. Како ви се допадна овој настав? Нешто ми е криво. Единствено машкосија ниеден дел од женската облека нема да ти фрла вечерва, најверојатно. Или ќе фрлите нешто? Не. Задоволен си од сопствениот настап? Па да. Па да или да? Задоволен. Задоволен. Добро. Сепак покажа дека имаш ангелски глас. Дека знаеш да го покажеш на сцената. Се чувствуваш ли веќе како дома? Па супер е. Сепак и ова е успех да се стигне до финале, мислам дека ќе биде А ти со тоа стигна до финалето и толку. Па сега што биде нека биде. што најдобриот нека победи. што биде. Најдобриот нека победи. Ајде да ја прашаме и жири комисијата кој е низиното мислење, односно Мери, дали би сакале со вас да ја отвориме оваа вечер? Може. Повелете? Значи, Ален, ти дефинитивно имаш многу мила звезда. На сцената си владееш одлично, шармантен си. Ја шармираш камерата, веќе си овде, ја можам да кажам како домакин на сценава, така што не ти е проблем, тоа крајот ќе го занемариме. Овој пат ти благодарам, многу одличен беше. Благодарам. Игор, повелете. Со младото пријателче Ален ние се познаваме 2 години и повеќе. Тој учествуваше на Македонскиот идол. Па стигна многу далеку во него, но морам да те пофалам дека за овие 2-2,5 години од идолот наваму, дека многу си напреднал во однос на пеењето, во однос на сценскиот настап. Има уште нешто што не сакаш да ни го откриеш, ама тоа го чуваш веројатно кога ќе победите ќе ни го покажеш. Има уште нешто што го криеш, а се срамиш да го покажеш. Инаку тоа со крајот им се случува и на најдобрите, да знаеш. Чист пример, жив пример. Да, ја мислам дека е тоа најмалку важно од она со крајот. И исто така почувствував дека ти требаше скроз да се опуштиш. Ова е песна, не прифати и публика и се го развесели целото студио, значи оди до даска. Оди до даска. Иначе беше одлично, супер ја донесе песнава. И една мала само забелешка, кога се пее не е воопшто важно времето и колку е часот. Значи, ја не би настапало со часовник. Мислам, може би нема тоа да влијае на оценкава, но кога си на сцена, не ти треба тоа. А може и така, не, па да, Текнаджиите тоа го прават. Во 11 има свирка, не, во 11 има свирка за тоа договорено. Така ли? Ето да може. Ако може побрзо да завршиме. Терај вак. Ќе ве замолам да ги дадете вашите поени, а потоа ќе ги видиме и поените од трите наши прекрасни граци. 10, 9, 10. Чекајте. Граци, вашите оценки. 9, 10, 10. Што значи си доби 2 деветки, 4 десетки, убави поени за самиот старт, а ние веднаш продолжуваме со нашиот следен надпреварувач, односно нашата следна веќе готова пејачка. Станува збор за Тања Кајнакџиева. Ве молам, поздравете. Letaj ko noći topli pomnjakot što tona. Darim son letni spasivi.
кој што ти ме изгуби. Нивниот вкус сладок ли е? Кажи ми, дали вредат толку тие ноќи што тренеа ти ги помина, а дадов ја се од тебе. Сега залудно е да се надевам јас, да чекорам на погрешен пат. Само чаве се залажуваш дека јас ке заборавам се што направи. Само врте во круг, од кој излезне мар. Сега не чувствувам, сега јасно ми е, колку чекам да се разбудиш. Од овој лош сон јас излегу, сега влезе ти. Кажи ми, дали вредат толку тие усни за кој што ти ме изгуби. Нивниот вкус сладок ли е? Кажи ми, дали вредат толку тие ноќи што тренеа ти ги помина, а дадов ја се од себе. Драга Тања, сега кажи ми дали вредеше сето ова? Дали вредеа сите оние проби? Сета онаа трем? Дали вредеше се што и вие жртвувавте за да се биде овде? Се вредеше. Нели? Да. Аплауз ве молам за сите надежи и за сите сониште на нашите млади кандидати. Задоволна од настапот? Презадоволна. Задоволна од публиката? Да, супер. Ајде еден аплауз за нив. Еден аплауз. Ви благодариме за поддршката. Диме тука негде ми се изгуби. Мислам дека се качи дури на дел од нашата сценографија, толку беше расположен, меѓутоа како и да е. Ајде да започнеме. Најпрви со Игор Џамбазов. Мери, ке ми простиш како единствена дама во стручното жири, освен овие три прекрасни дами. Игор, повели да те слушнеме. Калајџиева си? Не. Кајнакчиева. Кајмакчиева. Кајнакчиева. А Калајџиеви што ти се? Семени пријатели. Семени пријатели. Ѓорги Калајџието знаеш ли? Да. За оние што не знаат, тоа е струмичкиот Джеј Лено. Да. Армасана си? Да. Дека е кандидатот? Веренико тука? Кандидатот има работа. Има работа. Ако оправдано е. Мене многу ми се допадна твојот став што го имаш на сцената. Делуваш како професионалец, како да си гостин вечерва. Нели? Ви благодарам. За гласот немам зборови, да знаев јас така да пеам, сега ќе бев на некој брод. Игоре. И ќе ги забавував луѓето. Прекрасно, за мене беше прекрасно. Ви благодарам. Хубаво. Ајде, Ристо, повели да те слушнеме и тебе. Мене многу ми се допадна. Навистина беше одлично, се забележа дека потполно си влезена во песната. И она во најавата што ги имаше кажано дека се надеваш дека нема да ја разочараш Струмица, можам само да ти кажам дека Струмица ќе се гордее со тебе. Ви благодарам. А ќе ти посакам еден ден и цела Македонија се гордее со тебе. Ти благодарам, Ристо. Ајде, Мери, сега навистина, дали вредеа, како што ја прашав и Тања, дали вредеа сите они изминати месеци наназад? Сиот оној убав хаос што владееше
во екипата на Македонската радиотелевизија воопшто, во секторот за културно-уметничка програма на Македонската телевизија, оние непроспиени ноќи, оние денови поминати во монтажите и така натаму и така натаму. Чувајќи го и вчерашниот ден. Не морате да ме подсетувате, ви благодарам. Значи, од една страна мене ми е многу жал што ќе се разделам од овие сите прекрасни деца, не само од овие 6 мина, туку и од другиве што се тука во публикава, од другите општини. Ги забележувам, да. Бевме на вистина како едно семејство изминативе месеци, работевме и сега ми е најнепријатно мене овде во оваа улога, но ете некој мора. А од друга страна сум пресреќна затоа што се исплатеше сиот овој труд и непроспиените ноќи и сето тоа останато. Од неколку причини, значи, она што ни беше главна цел пред се да ја афирмираме македонската забавна музика и новата и она старата, подзаборавената, тоа го остваривме со прекрасниот биг бенд, со маестро Кире Костов, со сите овие прекрасни деца, ви благодарам на сите многу. Втората причина главна е што еве добивме еден куп млади, свежи ликови кои што веќе добиваат ангажмани на нашата забавна естрада. Тука се фестивалите, тука се проектите на Македонската телевизија и секторот, нели, за културно-уметничка програма, нема да ги забравиме. Да. Така што навистина ви благодарам на сите многу. Таки нешто за девојчево. Значи, јас сум ми кажала милион пати до сега, Игоре, на сите нив. Само микрофонот попрај го, немаш гајле никак. Ајде сега да ги видиме вашите поени, ве молам. Десетка. А сега ќе ги видиме и поените на нашите прекрасни дами. Десетка. Нема да те прашам дали си задоволна. Ни јас не знам што да кажам. А замисли на некој од следните твои големи концерти, вери никој да не ти биде. Тогаш? Ке му кажеш тогаш. Ке му кажем, да. Повели седни си на место. Време е за следниот кандидат кој ни доаѓа од Прилеп. Сончев зрак на мојот длан. Пролета ми ја земаш, оставаш лесен и празен студен. Kada kreneš znam ni telefon, vratata nema je bez tvojot tvon. Može bi pismo jedno, može bi del i to ke se. A toliko dni ke ostana tvoj spomeni, ko lebedine zlomeni i samo tragi vodenoj dragi. Samo se kavanje
sretnam tvoj sopoznat žar. Samo znam, ke sme drugi, dalečni tugi, tugi nepoznati. A toliko dni, ke ostana tvoj spomeni, lebedine spomeni i samo tragi, odenoj dragi, samo Може малку вака понапред. Ангела, кога ќе излезеш на сцената, човек ќе си рече срамежливо девојче, сега ќе ни припадне, ќе се онесвести, ама кога ќе опуштиш тоа гласот и кога ќе покажеш што всушност знаеш и умееш, сега гледам зошто си всушност во финале. Честитки, одличен настап. Публико, како ви се допадна? А многу ме интересира што беше ова на крај. Дека со ехо, мислам ќе си отидеш. Не. А, не си одиш? Ќе останеш на сцена? Ти се пее уште. Ти се пее уште? Чек. Ајде, а толку мил, толку дни, а толку дни, ке останат во спомени, колебеди нездомени и само траги, оденој драги, само сеќавања. Жири, Христо, повелете. Па добро, јас оценката имав напишано уште пред ова додатното пеење да го направи Ангела. Може да кажам дека поубав фейд аут на една песна немам видено. Тоа ти што тоа да немам чуо. Не ми текнуваше дека фейд аут ствари тоа. Сериозно. Ангела многу добра. Многу добра. Ќе те прашам колку имаш години? 16. 16. Да. Мери ми спомна дека има 16 години, во еден миг онака ги затвори в очите и си велам, ова не е возможно. Вака да пее девојка која што има 16. Благодарам. Одлично ти посакувам многу среќа. Благодарам. Игор, повелете. Мислам дека расчистивме малку со тремата, нели? Да. Малку од малку расчистивме, следниот пат, ако има следен пат, ќе има следен пат, верувам дека се во ова што ти се случуваше овие неколку месеци во македонската радио телевизија нема да бидат само сеќавања за тебе, туку ќе бидат едни убави моменти кои ќе ги прераскажуваш и ќе ги надоградуваш. И уште нешто. Вие прилепчанките сте познати како тремаджики што глумат. Вие глумите дека сте тремаджики за да сочувствуваме со вас. Има вистина ова? Не, баш. Не, а? Ма не, злато ме. Супер Не баш. си, супер си, продолжи вака и далеку ќе стигнеш. Браво. Нели повелете?
Ангела, значи, неверојатно како ти прилега името. Ангел невиден, навистина. И сум со прекрасен глас, тоа е до перфекција. Ти благодарам многу на изведбата. Би сакала само една топла порака да не те заведе цела оваа еуфорија, да забегаш во естрадата, уште ти е рано. Доврши си го училиштето, те молам. 10 чиста. Убави коментари, Ангела, сакаш да ги видиме поените сега или толку имаш трема и толку си срамежлива и си таква, што нема потреба од поени? Има. Маја Оджаклиевска. Браво, браво! 3 десетки. Да видиме од нашите граци 2 десетки, 3 десетки, што значи дека собра максимум поени. Честитки за одличниот настап. А сега нема да го видиме нашиот следен кандидат, туку на сцената ќе имаме еден професионалец кој што ќе испее една навистина убава композиција во придружба на Биг Бендот на Македонската радио телевизија. Ќе чуете и ќе видите како звучи таму кај што си на Риста Самарџиев. Уживајте. Што зракот почнува да му сонот забира, кај што срце посака бар да направи за да избега, таму сила земат топли ветрови, таму кај што си. Како песна ангелска, душа што ти милува, како игра ѓаволска, што те станува, па те ранува. Каква ли си магија, пожар направи, што не згаснува на старо вино. Се по-старо ти си уште далеч радо срцево, моје безсмртно. Се дудеви имам тебе по него, кај да видам ке те чуват моите пакнежи, таму кај што си, ке те милуват каде и да си. Се посака, па да направи, за да избега, таму сила земат топли ветрови, таму кај што си на старо вино, ова есен мириса. Се по-старо ти си уште далеч рано срцево, моје безсмртно. Се дурбени имам тебе по него, кај да видам ке те чуват моите пакнежи, таму кај што си, ке те милуват каде и да си. На старо вино ова есен мириса. Се по-старо ти си уште далеч рано срцево, моје безсмртно. Се дудеви имам тебе по него, кај да видам ке те чуват моите пакнежи, таму кај што си, ке те милуват каде и да си. Моите пакнежи, таму кај што си, ке те милуват каде
А ова вие со Ален Ристо се договоривте за сценскиот настав? Така беше договорено. Така беше договорено, затоа беше и за Ја да му белешката? префрлам за сато, за да можем после да го земам. О, да, добро. Аплауз ве молам за нашиот драг гостин. Ја мислам дека ова е прв пат во животот ја ставам сат на рака. За се има прв пат. Сериозно. Може би затоа го забележав тој момент. Ален, гледаш како се влијание има имаш на прв нашето пат? жири. Да, не. Ама после овој ден, после оваа вечер, веројатно ќе биде поинаку. Само да те запрашам, нели на почетокот почнавме разговор околу тоа што значи еден ваков проект 300 за она што се вели македонска музичка сцена, за враќањето, комбинацијата тие стари и нови рефрени. Диме, и ти си го за часовникот. Затоа доби толку ово е мојот, ниски. не знам. Затоа доби толку ниски поени заради Не, ниските часовникот. поени беа поради тоа што го фрли Текстот? палтото, тоа е веќе видена работа. Ао, да. Требаше Тоа сме панталоните да ги фрлам. 400 Веројатно Не ми со- текна панталоните да ги фрлам и јас, да. Навистина, да се вратиме Да, на ова е она, прекрасно, да. Ова е она што прекрасно. значи вакво шоу. Да. Честитки за македонската телевизија, за цел овој проект. Автохтон, одовде, оригинален, направен според сите стандарди. Овде со целиот бенд, со маестро Кире Костов. Знам колку е ова тешка работа, вака сето да се истурка. Затоа можам само да упатам големи честитки и навистина е прекрасно кога ќе се видат вака млади луѓе кои пеат така добро, ги пеат оние песни кои што биле испеани пред 30-40 години. Значи сето тоа е навистина одлично и можам само да дадам пофалби. Ми направив една тешка задача онака да седам да бидам жири токму во финалната емисија. Тоа е малку мене ми представува проблем. Ама што да правам? Навикнат сум уште од школските денови, секогаш кај мене паѓа најтешките задачи по математика. Мислам, секогаш бев онаа потешката група. Ама затоа и ние Ама знаеме ти сте кога да најнека. поканиме во Мене финалната интересира една емисија. работа. Фала ви во секој случај, да. Како е кога ќе слушнете млад човек кој што сепак нема музичка позадина и кој што нема толкова музичко искуство да пее ваша песна во придружба на овој оркестар? А прекрасно е човек кој ќе слушне своја песна, нели, дали тој поводрасен или помлад, нели, во полуфиналето се пееше на моја песна и одлично е, прекрасно е. Мислам се гледа прекрасен е моментот кога ќе се забележи на кој начин тие пеачи, тие млади изведувачи онака се внесени во тие композиции. Ова време на техномузики, на R&B стилови, едно друго, веројатно ќе ги повлечат. Младиве можеби и до некаде ги имаат повлечено во друга страна, ама добро е што македонската телевизија ги потигна да размислуваат и на овие песни. Ристо, ти благодариме многу. Ете, Фала ви токму- вам, фала ви вам. И сега е време да го најавиме следниот кандидат кој ни доаѓа од општина Струница, дамата која што на аудицијата прва го скрши мразот, неколку пати досега се обидуваше, не се обидуваше, одлично ја дигна публиката на нозе. И дамата која што неверојатно е единствената дама во ова шоу која што ќе пее машка песна и досега воопшто Како и некој да секогаш пее, да. досега, освен она со мијата. Дами и господа, Гонце Георгиева од Струница! Da plaćam ili da pejam, tvoj odlik ne mi kažuva. Ne znam da li tvoj od nas me jednaške mor. Suto je veli strelba, imam srce, nemir mi nalega. Od toj merak što nosam srce, gori plav.
bacio delle scia, zajedno a te zajedno jasni i svega zaboravi, moj od tebe ti ostani. Ajde pokaži neka si moj, dokaži, nema peke trema, nema ni dilema, sve do neka gledam, ta tvoja gluma volšebna, i nikoga še snema, ama nema da se smena, sve do neka gledam, neka ti na mene mi pripada. Nikoga še nema da se smena, ti mene mi pripada. I nemam već nema, nemam ni dilema, sve do neka gledam, ta tvoja gluma volšebna, nikoga še snema, nema da se smena, sve do neka gledam, neka ti na mene pripadaš. Nemoj da se menuješ. Znači, nemoj da se menuješ, bidi si vakva kakva Zar što nema si. slušna? Nema da se smenam, sigurno je. Kako biše? Te slušnав. Прекрасна забава ни приреди овде, ти благодарам многу. Она кога рековме за машките песни, тоа беше вистински комплимент. Има 2 машки песни. Дури. Значи да од 4 композиции, 2 машки, 2 женски, полова еднаквост. Ма да! Низината хуманитарна работа, низината работа во училиштето, низината работа со пријателите, низината работа во општината. Како беше она? Оние 24 часа ти би ги претворила во? 70. Само 70? Сега за сега. Значи нам дека тебе ти се и 140 малку. Ке ве замолам, дали може да започнем со трите наши прекрасни дами? Може? Ве молам, драги мои, Ана, Сара, Јулија, ајде ве молам, поените. 9, 10, 10! Ова се почетните. Колку да слушаме, да им дадеме малку време на оние прекрасни тројца луѓе, седнати пред паното сите наши песни, што имаат да кажат за тебе. Мери повели. Да те слушнеме и тебе. Знам колку наклоност имаш кон сите наши кандидати, ама Гонце беше секогаш таа што беше некако линк, ми се чини мост помеѓу културно-уметничката програма, струмичката екипа, па може овој да дојде, не може сега овој да дојде, овој откажа, неке дојде малку подоцна, малку порано. Ти благодарам за тоа што ни помагаш. Гонце организатор број 1. Така е. Благодарам. Ако се одлучиш во новинарството да преминеш, во водителството имаме колешка више готова, нова. Ти благодарам. Ти благодарам за тоа. Шоумен одличен е. И треба. Гунце, значи, иако ти беше малку ниска песната, меѓутоа ти одлично се снаоѓаш со импровизациите, тоа ти е број 1 твој белег, онака, во сите досегашни емисии изминати. Навистина прекрасно. Одлично си се чувствуваш на сцената, тебе навистина таа ти припаѓа, да. Малку под петиците. Продолжи само по овој твој убав, стабилен пат што си го одиш, сите твои желби се гледа дека си ги исполнуваш, како што си ги замислуваш. Ти се восхитувам навистина, ти благодарам. Благодарам, Мери. Игор? Гонце, тие топуците не ти арестнуву, не? Не ми одговарат, што правам? Не ти одговарат на Не ми темпераменто, на карактерот. Ти вечерва направи нешто неверојатно. Успеа да извадиш една тешка машка песна која воопшто не е во твојот тоналитет. Изгора на тоа да импровизираш. И јас за момент, кога ги исклучив ушите и гледав само видео, ја видов Тина Тарнер, жи ми се. Да.
Сега пак Гонце било тука. Таман. Прекрасно, прекрасно. Благодарам, Игор. Ристо, ајде да ве слушам и вас. Гонца, сакам ова најсериозно да го разбереш. Ова беше многу откачено. Сериозно. Ова беше сериозно откачено. Прво, одличен избор на композиција. Предискутиравме баш со Игор песна од време кога македонската песна и македонската естрада, зашто убеден сум дека ќе придонесе и оваа емисија да се врати на тие води, она пред 20 години кога беше водечка на балканските простори. Супер ова што се одбрала оваа песна од групата Нокаут. По мене, може би, да беше за полутон или тон повисоко во оние ниските делови, ќе беше уште по-сигурна. Убеден сум дека немаше ти пречи ниту во оние импровизации. Многу добро и она што е по мене најоткаченото. Сите овде кои денес настапија и кои допрва треба да настапат, убеден сум дека сте сите интонативно одлични. Многу е добро кога ќе внесеш нешто свое. Ти тоа го направи на најдобар начин. Благодарам. И благодарам на коментарите. А може да се обидеш како би звучало тоа по твое? Сека беше по моje, се беше по моje. Ете, што се вели професионалец, браво, Гонца. Ајде да видиме како ќе биде по нивно. Тука сум. Повелете, 10 од Ристо, 10 од Игор, и 10 Гонца повели седни си. И благодариме на Гонца за незиниот настап, а сега е време за настапот на Наташа Седловска од Прилеп. Поздравете! Очи сега гледај ме, не сум губитник, ти знај, не се предавам до крај, нема раѓање, без паѓање, отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти, пола мое во тебе, а пола твое спине во мене. Ајде сега пушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е стар. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело е стар. Добро и лошо ништо не ги дели, дај сега насмени се. Денот не води, во ноќи пали, во очи сега гледај ме, таму ти ке најдеш се. Ајде предај се до крај, за ново раѓање со мене. Отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти. Пола мое во тебе, а пола твое спие во мене. Ајде сега пушти ме, до небо дигни ме, црно и бело
Тебе нема да те терам да пееш, ама ако сакаш можеш да го направиш уште еднаш тоа. Сега или на микрофон? Сакаш? Сакаме уште еднаш тоа да направиш. Да, ај направи, ај молим. Убаво звучало. Повелете. Авторско право на уау има само Калиопи. Ама она мислам дека од ова, мислам дека Калиопи од ова го пее октава повисоко. Така е, пријател. Повели, ајде, Игор, бидејќи... Старите наши велат, ако немаш да кажеш нешто умно, подобро не кажувај ништо. Ништо нема да кажеш. Јас, значи, цела сезона требаше да ќутам. По ова правило. Мери, повелете. Фала, Каролина, за аплауза, фала. Се гледа дека од тебе поддршка имам само. Повелете. Значи, вакво миниатурно суштество како што е Наташа, у целово шоу ги пееше најтешките песни, значи една не пропушти, ама секоја чест, мислам, само продолжи така. Како викаат, големите работи доаѓаат во мали пакувања. Или за отровот беше И тоа? за отров, ама и парфем оригинален. Ај, наливен парфем? Не, оригинален. 30 мл, нема по 100. Да. Воред. Христо? Јас ќе го послушам Игор и ќе кажам само ова. Ај са на 3-4 лево. 60 поени. Повели, ова да не сакаш нешто да додадеш. Уште еднаш да не сакаш да го Не, А, добро, ворете. Ти ако сакаш. Не, ворете. Верувај дека ти не ќе да го направам тоа. Продолжуваме ние понатаму со пеење, ќе го слушаме следниот кандидат, односно кандидатката која што ни доаѓа од Струмица, се вика Александра Јанева и ќе уживате во нејзината одлична изvedба. Ајде остави ме, сакам да продолжам и да заборавам. Ветрот ми шепоти, го мачи се, го боли се, му доаѓа да заплаше и нему како мене. И тоа е сам, и тоа е сам, звезда ми кажува, Господи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене.
Значи, јавно се извинувам за се што вчера реков, за сите мои напори да те разубедам, затоа што оваа девојка може да пее, ама баш се. Ти благодарам што ја одбра оваа песна. Па сега, дали си задоволна, нема да прашам, уживаше на сцената како и секогаш до сега. Многу ја сака музиката, ама македонската публика и тоа како многу ќе се гордее и со тебе на која ќе те гледа на музичката сцена и со овие прекрасни млади луѓе и сите оние што помина. Ти благодарам уште еднаш. Ристо, повели. Ова што го кажа ти прекрасно, јас само ќе кажам прекрасно пати 100. Наистина беше одлично. Ти уживаше во интерпретацијата. Во еден момент онака како што почна си велам, еве сега види девојкава звучи како Маријана. Вика следниот момент ми звучеше на Росана. А после пак на Маријана се дека дојде референот и која звучеше како двете. А понавеќе на себе самата. И како Александра. Не беше овде во интерпретација, не беше место за трупче. Девојко, секоја чест, само толку имам да кажам, ке ти посакам цел живот да ти биде исполнет со вакви убави песни и со музика. Ти благодарам, Ристо. Мери, ајде да те слушнеме и тебе, повели. Значи, ова шоу ја нарека Аждерка, не знам, Ламја. Девојка, змеј, така тоа беа зборовите на Калиопи. Но ова е жена звер, дефинитивно. Игор? Јас ќе се приклучам кон Ристо и кон Мери околу квалитетот на изведбата, но ќе ми дозволите да раскажам една куса приказна што се случи пред неполн час. Повели? Значи, ние самците имаме два проблеми во животот. Миење садови и пеглање кошули и сакоа. Јас дојдов со ова што ми е и црквено и мртвено со намера гардероберот Томче како 30 години наназад да ми ги запегла пред настап. Влегов во гардеробата, го немаше Томче, гледам едно девојче пегла. Викам, Злато, ќе ги фатиш ли овие сакота малку и кошулчето и ова рапче на панталоните да ми направиш? Она пегла и ми вика, ама јас сум пејачка. Затоа длабоко ти се извинувам се. И нема да ми се повтори, жими мајка. Значи кога? Имам јас причина да се извинам што помислив дека гардероберката мислам да не се налутат гардероберите, затоа што кога дојдов овде ја исплекав кошулата. И му велам на Гоце, викам, абе видов едно девојче таму во гардероберката ќе отидам кај неа некако да ми извади флека. Отидов таму, не беше девојчето, туку беше Томче, нели? Ти си имал тоа не успеа, па се не знам кој забележа, кој не забележа дека настапував таму. Но во секој случај прости ми што помислим на така. Има уште некој? Диме. Тоа е на вистина жена звер. Во секој повод. И ти, да имаш нешто да додадеш? Не, мене Томче денеска ми испегла, ама сакав Александра да ми испегла. Александра, душо, па ти значи имаше време така да се релаксираш, така ги подготвуваш своите настапи, пеглајки дома, работејќи домашни работи? Што се мора? Сега, овие прекрасни дами не им е лесно, стојат на многу тенко мовче таму, за да бидат нели над овие прекрасни господа што убаво вака си се изнасмеја. Ана, Сара, Јулија, ве молам вашите поени. Гледај. Ви благодарам многу. Ајде сега, да ги видиме поените. Знам твоето срце како бие. Ајде и овие поени од овие наши прекрасни десетка. Па да! Ти благодарам. Седни си на место. Се кажавме, Каролина, кој го испегла, кој го исчисти жирито, кој мене ме испегла, ама не кажаме кој бендот го испегла. Не си кажувате, а?
Сами по дома. Како и да е, завршивме со официјалниот дел на пеењето, односно на преварувачкиот дел, така да сега може да си ги соблечете штиклите, да се облечете по тренерки, да се опуштите. Рано е уште, не слушајте го, рано е уште. Ама во сценарио така пише дека треба да се облече штикли. Има уште време, затоа што допрва ќе видиме што знаат и умеат нашите кандидати, ама предходно... Предходно да ги пофалиме луѓето од Елена и Лука, кои што и овој пат се погрижија за мојата драга колешка Каролина Петковска да изгледа како принцеза вечерва. И цели ове молам. А и луѓето од овие се кои што беа задолжени за изгледот на нашите прекрасни кандидати. Повторно Биг Бендот само дома си се испегла и си се облече. Сега гледаме реклами, а веднаш потоа продолжуваме со шоуто. Продолжуваме понатаму со нашето вечерашно финале, односно вечерва дознаваме, фала ти за прекрасната музичка позадина, Дамир, а ние продолжуваме понатаму со пеење, продолжуваме понатаму со уживање на македонска забавна музика. Еве го настапот на... Чекај, нели, предходно пред да најавиме настапот. Нели треба да кажеме дека како што можете да видите на вашите екрани, ќе ги видите вашите прекрасни водители, затоа што овој пат нема да ви ги кажеме поените и нема да кажеме колку освои едната и другата екипа, туку тоа ќе го оставиме за самиот крај, веднаш по последната игра. А сега за настапот. Може? Не. Кога? Може. Затоа носам сат. Време е за настапот на Игор Џамбазов со тема од Скопскиот фестивал Само ти! Каков мрак сега тоне, се мрежи мојот живот, живот стар, стари дни, стари сни ме напушташ и се рона. Само ти не си лага, идеш ти да ми кажеш, има дни за нас двајца, до нив траг, води што се слуша, оној пат, што се бара, верувај, само ти. Како мрак сега тоне, се мрежи мојот живот, живот стар, стари дни, стари сни ме напуштат и се рона. Ideš ti da mi kažeš,
ženski. Ima ti za nas dvajca, doniv drag, vodi moj. Samo ti go znaš, onoj spor, što se sluša. Onoj pad, što se vara, veruvaj, samo ti. Vikni me, javi se, čekam jas. Kraj mene nema drug, samo ti. Igor Džambazov, originalen kako i секогаш, убаво си кажа Диме на почеток, од кога некој си знае. Кога некој не си знае, си ќути. Песна од маестро Александар Дžambazov, како што Игор умее да каже или љуби да каже, неговиот машки родител, легендата на македонската музичка сцена. 60 и која година на Скопскиот фестивал не може да пројде финалето без мала едукација за македонската забавна музика. Сега. Не, сега ќе го оставиме тоа за следната... 71. За следната сезона, мислев Игор да поднаучи малку нешто детето. Младо е. Домашна за летос како ми даде? Па како? Добро. Лектири. Како и да е, одиме сега со настапот, повторно на нашите кандидати, ова е финале. Значи, време е за твојата монструозна, фамозна, не караоке. Добро. Фантастична, не пантомима, туку акапела! И пак јас ја кажав. Нашите кандидати сега ќе треба да пеат акапела, што значи дека вие, предпоставам дека веќе од прилика горе, доле, лево, десно си имате договорено што ќе пеете. Мислам дека треба да почнат први прилеп, бидејќи тие ја отворија оваа вечер. Така е. Што значи дека ќе ве замолам да станете, да си ги наместите фармерките и да дојдете овде за да ви дадеме микрофони. Повели, момче, повели. Дајте да наплу за момчево што ги носи микрофоните. Дали се одлучивте за која композиција станува збор? Прилепчени ќе треба сега да ги... Добро, громови на душа. Значи, ќе треба да ја импресионираат и публиката, и нашето стручно жири, и вас, драги мои дами, и сите нас, впрочем, со еден малечок фрагмент од оваа композиција. Кога сте подготвени можете, ќе ве оценува стручното жири, а јас и Диме ќе се повлечеме. Магла пак ме покрива, мирисам на неволја, но и ква сум ти така сам. Улици накиснати, прозорци расплакани, каде ли си, бар да знам. Од небо нек се спуштат и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов ду сум жив, јас на вас ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане,
Ете тоа беше настапот на овие прекрасни млади луѓе од општина Прилеп. Дали ќе ги побараме сега поините Не, јас сакам прво да слушам коментари. Жирито? Од жирито, да. Па на тоа мислев и на коментарите, или да ги пуштиме прво и Струмичани да отпеат? Не? Па, ај прво и Струмичани. Ајде прво и Струмичани. Не пишува во сценарио, ама ајде прво Струмичани. Ајде и Струмичани да ви покажат што знаат и умеат. Кажете ми, се одлучивте за која композиција? Усни на усни. Ајде, уште една композиција. О, вие имате сценски настап, аплауз! Они со тепање. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. Срце во срце, сакај ме најмила. О, драги мои дами, го расплакавте Диме. Повлечете се тука. Тука застанете, ве молам, ајдете Прилепчани, повелите на сцената. Со овие две акапели, уште еднаш покажавте дека навистина знаете да пеете, но сега се виде и што значи да имаш биг бенд за себе. Нели? Кога го нема биг бендот, не е така лесно, дечки. Затоа, сега најголем аплауз за биг бендот. И сега може да ги дадете вашите коментари прво за Прилеп. Мери, повелете. Прилеп. Тешко е, значи и за двете екипи. Тешко е ова акапела пење, јас се согласувам, затоа е оставена и за крај како најтешка од игрите. Двете беа се снаоѓаат добро. Мислам за нијанса дека се подобри Струмица овој пат. Струмица? Во капелата се кријам. Ви благодарам многу на вистина. Ве молам аплауз еден за уредникот на културно-метничката програма. Може Мери да не гласа овој пат? Не, за тоа ќе... Не, тоа најлесно ќе Ние дојде. не гласаме воопшто веќе. Не, вие да си гласате. Вие ќе си гласате, туку Мери да не ни гласа. Мери е емотивно поврзана за тоа. Добро, Ристо, повели? Па добро, за мене останува впечатокот кога настапуваа сите како солисти, кај што беа сите извонредни, нели? Се сложувам дека дадовме малку претешка задача пред овакво акапела пеење. Може би ќе беше покоректно ако не беше чисто акапела, туку еве групно да испеа со придружба на некој инструмент. На тој начин мислам дека впечатокот кој што го покажа од претходно ќе се повтореш. Во секој случај, она што претходно го носам како мислење за сите овие 6 овде млади наши идни и сегашни пејачи, оваа капела пеење нема да ми го смени мислењето. Вие сте супер. Благодарам, Ристо.
И пред да ги видиме поените на... Игор да ни каже нешто или? Игор ќе го ставиме за крај. Најпред да ги видиме прекрасните Ана, Сара и Јулија. Ве молам вашите поени за Прилеп. Најпрвин. 10, 9, 9. Сега ќе ве замолам вашите поени за Струмица. 9, 9, 10. Добро. И сега Игор повели. Мене ми е една работа многу драга, а тоа го прочитав во очите на овие 6 прекрасни млади луѓе, дека победникот не е битен. И за мене не е битен. Од мене, дечки, добивате огромна поддршка. Еве ги Димитар и Каролина, нека бидат врската меѓу вас и мене. Од мене имате на подарок по една песна Кога и да сакате. Браво. Секоја чест. Инаку може ли ја нешто да напишам кога сме веќе овде? Во секое време преку Димитар, преку Каролина, преку Мери, аз убеден сум дека ќе се гледаме на некои музички манифестации и фестивали и тамо ќе сконтактираме, го имате истото ова што Игор го кажа. Благодарам, Ристо. Ова е еден огромен подарок. И сега е време... Сега мислам дека е вистинско време да ги покажете поените, да кажат дека и за Димитар и Каролина има нешто, не само дека ние ќе бидеме врската помеѓу вас и кандидатите. Па ќе направиме и за вас една дует. Не за мене не, за него. Дует, ама без Каролина. За тебе ќе направиме со Наум Петревски. Може. Може. Тоа веќе ми се А Наум Петревски ти од мене, а? Како? Ти со Сузана Гавазова ќе. Врти сучи паструмичанка, ајде. Нема бегање. Ве молам поените. За Прилеп. За Прилеп. 9, 10, 10. Добро. И сега ќе ве замолиме за поените за Струмица. 10. 10. Што значи? Дека и официјално во првата сезона на шоуто сите наши песни победнички се представничките од општина Струмица. Инаку да ги информираме сите гледачи, а воедно и целата публика, дека и кон крајот на сите настапи на нашите кандидати, резултатот беше 178 поени за Прилеп, 179 поени за Струмица. Одлучуваше само единствен поен. Така е. Тоа значи дека овие прекрасни млади луѓе пееа со срце, со душа. И за вас, и за сето она што значи наследство и една благодарност и почит кон се она што генерациите на автори, на интерпретатори, на инструменталисти, на диригенти го оставаат зад себе на македонската музичка сцена како едно највредно културно наследство на македонецот каде и да е. Мораме да дадеме една огромна благодарност до жири комисијата вечерва која што беше прекрасна и мора да дадеме воедно една огромна благодарност до сите членови кои што беа досега дел од нашето жири во оваа прва сезона на шоуто Сите наши песни, бидејќи навистина најтешката работа имаше жири комисијата во ова шоу. Апсолутно, ама со нивните убави зборови, одбрани зборови им дадоа надеж и им покажа на нашите млади кандидати дека убаво е да се сонува. А кога се сонува, сонот станува реалност. Ви благодариме на сите вам и благодариме на комплетната огромна екипа на Македонската радиотелевизија која го вложи комплетниот свој кредибилитет професионален за ова шоу да изгледа вака. Благодарност за музичката продукција на Македонската радиотелевизија. Благодарност за Гоце, за Филип, за Боби, за Ристе, за Ирена што монтираше, за Мери, за Љупчо Мирковски, за Кран мајстори таму. Чекаме, после ќе стигнеме до Биг Бендот, на крај Биг Бендот. Благодарност до одличната публика која што несебично даваше аплаузи во оваа наша прва сезона. Благодарност до сите вас што останавте пред вашите големи, мали, високи, средни, дебели, тенки екрани и дома не гледавте, уживавте во изведбите кои што ги имаа нашите кандидати во македонската забавна музика. Благодарност до Елена Лука која што се грижеше за изгледот на мојата драга колешка. Благодарност до Биг Бендот на Македонската радиотелевизија. Ве молам, станете. Благодарност до трите граци кои што им ја вршеа пола работа на нашите кандидати кои што им ја олеснуваа дефинитивно. Благодарност до маестро Кире Костов.
Благодарам и за Даниел што не сликаше. Да не го забораваме. И сега да ни излеземе како поздрави и честитки на самиот крај од нашата емисија, ќе ви кажам дека наскоро ќе се видиме, а вие слушајте. А вие слушајте македонска музика затоа што имаме со што да се гордееме. Ви благодарам на сите вас. Заврши финалето на сите наши песни и многу ми е жал од една страна затоа што престана нашата дружба. Иако бевме противници во повеќето емисии, сепак битна беше дружбата, не беше битно кој победи. Не знам зашто не кажа дека ќе има награда. Мислевме дека тие, како што беше во минатите емисии, му дава, мислам, слушалки. И толку, дома, чао. Паричната награда навистина е важна за првото и второто место, но останува дружењето, остануваат спомените, останува овие емисии позади нас, како спомени на едно убаво време, што нема да се заборави, пошто се е документирано. Покрај наградата добивме прекрасни понуди од доста композитори што беа во жири комисијата. Значи ни ветија дека ќе ни напишат песни. Овој огромен проект за мене представуваше едно големо уживање, па затоа уште тие импресии ќе траат и се надам дека уште многу долго ќе се сеќавам на овој успешен дел од мојот живот. Најпријатно ми е кога на улица ќе ме сретне некој и ќе ми каже браво, се гордееме со вас, вие се гордоста на нашиот град. Тоа е она најубавото да го чуеш. А инаку лично за мене импресиите се огромни од овој проект. Пред се затоа што запознав такви луѓе кои што ми оставија огромен впечаток и никогаш нема да ги заборавам ниту нив, ниту нивните добронамерни мисли и критики. Македонската радиотелевизија распишува конкурс за избор на оригинални необјавени современи